Со првиот материјал во вестите одиме во Кочани, а таму денес пред бизнис секторот беше презентиран проект. Потребни се перманентни промени во Законот за работни односи со цел следење на динамиката на работењето во фирмите, но и подобрување на условите за работа на работниците. Во оваа насока УСАИД имплементира проект насловен Партнерство за подобра бизнис регулатива, презентиран денес пред бизнис секторот во Кочани. Бизнис заедницата секојдневно се соочува со проблеми при имплементација на Законот за работни односи и воопшто на трудовата регулатива. Тоа ја наметнува потребата од чести интервенции во законската регулатива, со цел да биде јасна и недвосмислена, како за работодавачите, така и за вработените. Морате да следите динамиката на општеството и на тој начин да се менуваат одредбите, што ќе послужат како за добро функционирање на фирмите, така и за подобрување на релацијата работодавач-работник. Во оваа насока УСАИД во соработка со 4 стопански комори втора година го имплементира проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива. Со представници на микро, мали, средни предпријатија и вработени од Кочани и регионот, организираше инфосесија на која беа поставени приоритетните прашања и потребата од промени во Законот за работни односи. Ние ги собираме предлозите и иницијативите од страна на бизнис заедницата, ги преточуваме во одредени позицијски документи кои што ги изработуваат стопанските комори со правните работни групи и ги приложуваме до одредените институции за подобра усогласеност на регулативата во земјата. Работодавачите и вработените најповеќе се интересираат за поимите волонтерство, работа од дома, флексибилно работно време и пробна работа, за кои праксата покажала дека со нив лесно се манипулира и не се имплементираат онака како што се замислени. Здравствените работници ќе ги добијат зголемените износи за дежурствата и ноќниот труд. Договорено е платата за март да се исплаќа по нови покачени коефициенти. Од Министерството за здравство наведуваат дека веќе е одвоена дополнителна сума од буџетот на Фондот за здравствено осигурување, а по потпишувањето на договорот ќе се изврши и исплатата. Дежурствата и ноќниот труд на докторите, медицинските сестри, транспортерите, гипсерите и протетичарите од мартовската плата ќе се исплаќаат по нови покачени коефициенти. Но оние кои веќе ја примиле мартовската плата, дополнително ќе им се исплати разликата. За сега на преговорите помеѓу синдикатите и ресорното министерство се уште жешка точка е висината на коефициентот по кој ќе се плаќаат дежурствата. Од Министерството за здравство наведуваат дека веќе е одвоена дополнителна сума од буџетот на Фондот за здравство, а по потпишување на договорот ќе се изврши исплатата. Во меѓувреме на вчерашната свечена седница, по повод Светскиот ден на здравието, директорот на Штипската болница доктор Ален Ѓоргиев најави дека се прават напори да бидат исплатени за останатите дежурства во изминатите 3 години. Бројни соработки на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, па најнова е соработката со Универзитетот за применети науки во Косово. Соработката ја гледаат во заеднички проекти, но и размена на студенти и наставен кадар. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип Блажо Боев денеска потпиша договор за соработка со Агрон Байрактари, ректорот на Универзитетот за применети науки од Фериза и Косово. Байрактари истакна дека соработката ја гледаат преку заеднички проекти кои ги овозможуваат фондовите на Европската унија за поголема мобилност на студентите и наставниот кадар, а како Универзитет за применети науки се фокусирани во машинството, технологија на дрве и туризам. Тој забележа дека тие како универзитет имаат и блиска соработка со стопанството и се обидуваат да ги задоволат нивните барања во делот на кадарот. Само што потпишавме договор за соработка со Универзитетот Гоце Делчев и соработката ќе ја насочиме во областите на внатрешен дизајн, архитектура, машинство и економија. Добро е да се биде овде и ние сме многу горди што сме во овој познат универзитет не само во Македонија, туку и во регионот. Се познаваме со ректорот од претходно, а сега веќе можеме да започнеме преку гранични проекти меѓу Македонија и Косово. Ректорот на Штипскиот универзитет Блажо Боев истакна дека е добро што двата универзитети почнуваат да соработуваат во делот на применетите науки. Тоа е еден убав универзитет кој порано беше дел од универзитетот во Приштина, а сега е независен универзитет како државен универзитет во Косово и мислам дека
Нашата идна соработка во делот на заедничка проектна активност, во делот на интерект програмите, кросбординг програмите кои се наоѓаат во Европската унија, ќе биде добра прилика за соработка и не само на тоа, него на полето на размена на професори, на студенти, Еразмус програмите. Мислам дека ќе биде добра прилика да се сближиме и да бидеме поблиску до нашите соседи. Трајцата ректори најавија дека во следниот период ќе аплицираат заеднички за реализација на проекти преку Еразмус плюс програмата. Филип Клетников, кој магистрирал во Германија, денеска пред штипските студенти говореше на интересна филозофска тема нихилизам, кој го има насекаде околу нас. Насекаде. Почнете од биологијата, почнете од физиката, од она емпириското што е што е перцептибилно и коменсурабилно, значи е подложно на мерење, на наблюдување и на експеримент. Секое едно нешто, секое поединечно нешто на крај завршува со распаѓање, со негово исчезнување, конкретно човечкиот живот со смрт. Кога говорите за политиката и општеството, тука проблемот е веќе се пренесува на едно друго рамниште, зашто тука немаме емпирија, тука имаме така да кажам спекулација. Тука имаме една волја за моќ во незината најперверзна форма. Еве, ако сакате конкретни случаи, нихилизам имаме во тоа што сега се случува на Македонија, тоа што се сака да се уништи незиното име. Тоа е само еден од многуте политички изрази на нихилизмот. Продолжува еколошката акција пролетно чистење и уредување во урбаната заедница Сењак. Сите активности заеднички ги реализираат жителите од оваа населба со екипи на јавните предпријатија Стипион и ИСАР. Продолжува еколошката акција проетно чистење и уредување на урбаната заедница Сењак, во која заедно со жителите на селбата се вклучени и двете јавни предпријатија ИСАР и Стипион. Денеска тимови на работната единица паркове и зеленило при јавното предпријатие ИСАР извршува работи во урбаната заедница Сењак, фокусирани врз обновување на зеленилото и кастрење на дрвјата. ЈПИСАР учествува во пролетната акција за почист град по барање на урбаната заедница Сењак и со дадено решение од комуналниот инспектор работната единица паркови и зеленило веќе почна со сеча на стари дрвја топола кои представуваат опасност при паѓање на граѓаните да направат материјална штета, а исто така цветот кој досега представуваше проблем на граѓаните кои не можеа да си отворат прозорите бидејќи цветот буквално влегуваше во нивните домови. Исто така работната единица паркови и зеленило овие денови во оваа акција, пролетна акција, учествува со косење на зелените површини околу зградите, како и околу детските игралишта, а веќе утре во детската градинка во Сењак ќе има садење на нови садници, неколку броја на јасен и бреза. Во акцијата се вклучени и жителите на урбаната заедница Сењак и се надеваат дека ќе продолжи ваквата соработка. Голема благодарност на јавните предпријатија ИСАР и Стипион кои се уклучија во нашата активност за средување на селбата и за обезбедување на поквалитетни услови за живење на граѓаните во населбата. Се надевам дека натаму ќе продолжиме континуирано да соработуваме за интерес на сите граѓани на селба Сењак. Еколошката акција проектно чистење низ урбаните заедници ќе продолжи во сите населби на град Штип, а исто така екипите на ИСАР и на Стипион ќе работат и на уредување на урбаната опрема и одбележувањето на хоризонталната сигнализација. Пред да продолжиме со преостанатите снимени материјали од јавното предпријатие ИСАР, ова известување во него се вели. Се известуваат жителите од Новосело и ИСАРот, како и дел од улицата Партизанска, дека поради поправка на дефект на водоводната линија, утре четврток ќе бидат без вода за пиење во периодот од 8 до 12 часот, односно до отстранување на дефектот. Значи, обезбедете си резерви од вода за пиење и миење. Да
Да се воведат субвенции во здравствениот систем, алармираат од Сдруженијето на приватни лекари. Поради лошата финансиска состојба во која се наоѓаат лекарите, постои опасност за неколку години драстично да се намали нивниот број. Најалармантно секако е во помалите општини Виница, Пехчево, Каменица, Берово, каде што тамошните жители поради немање на лекари ќе бидат принудени своите матични лекари да ги избираат од соседните градови. За да се спречи екзодусот на луѓето во бели мантили, мора да се размислува за воведување на субвенции во здравствениот систем, со што ќе се стимулираат лекарите да останат во државата, алармираат приватните лекари. Мора да се промени системот на плаќање, велат од Сдруженијето. 40.000 денари имаше стимулации кои што ги даде фондот и тоа е за поздравување. Бидејќи било кој почетник да почне од нула, секој денар е потребен. Ние сериозно размислуваме во лекарската комора и ние како здружение, оно кој што го бараме подолгорочно, да се размисли некој фиксен дел за плата, стат кој што би бил, и плюс да има дел учинок, значи преглед на уши, преглед на очи, ампуларија кај што ќе се пушта ехо некој ако се научи, значи мора да има сериозни револуционерни промени во здравствениот систем наш, за да може да ги задржиме докторите. Ме сваќате? Да. Затоа што делот кој што е во Источна Македонија е многу критичен, нема народ, нема што капитација да добијат, може ли амбуланта со 60.000 денари буџет да функционира, од што да даде плата на сестра, од што да даде кирија во здравствен дом, од што да даде докторот, а слушаме советници имаат по 50.000 денари, па и до 100.000 денари во влада и во било која влада, ме разбирате? Значи, од 92 кога е Македонија, од 90 и која, па до сега, значи, постојано слушаме енормни стартни плати во државни институции, но дека никој не размислува дека на народов му требаат доктори. Најалармантна е состојбата во помалите градови, Виница, Делчево, Пехчево. Постои опасност тамошните жители за неколку години да останат без здравствена заштита. Нигде нема доктор. Значи, колешка во Кичево веќе со месеци не може да најде замена. Синот и замина за Германија, она работи сама. И секој е алармантна, еве во Велес си замина педијатар во пензија, 2-3 деца остануваат у моментот без педијатар. Значи, ќе ги чува, ќе ги прегледува оној кој што веќе има прикрепено 2000 деца. Ме разбирате? Значи, каде е квалитетот на работењето, каде е сочувувањето на здравствениот кадар? Било кој да му речеме може ли да работи 24/7 секој ден? Значи, тогаш, она кој што ние алармираме веќе 7-8 години наназад, ќе дојде да еден доктор да има енормен број на пациенти, многу ќе се чека, како што било во бивша Југославија, онаа предратна, ме разбирате, 4 доктори у цел град. Поради масовниот лекарски екзодус, помалите општини во источниот регион, Зрновци, Чешиново, Облешево, Карвинци, останаа без матични лекари, а речиси секој студент на медицински науки паралелно со студиите изучува и германски јазик. Според официјалните податоци на Лекарската комора, само во првите 10 месеци од минатата година, 170 македонски лекари ја напуштиле државата. Следнава вест е од Штипската полиција. Кривична пријава за поранешниот директор на јавното комунално предпријатие ИСР. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава против лицето АБ, 43 годишен од Штип, за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, и против трговскиот дуќан Джолев компани Штип и лицето ИДЖ, 41 годишен од Штип, за сторени кривични дела, фалсификување и уништување на деловни книги и поттикнување. Во периодот од април до август минатата година, прво пријавениот како директор на јавното предпријатие ИСР Штип во 2 наврати во име и за сметка на јавното предпријатие ИСР прифатил врска за плаќање во износ од 413.000 денари со ДДВ кон правното лице Джолев компани Штип за претходно набавена роба и покрај тоа што знаел дека истата стока од наведениот добавувач воопшто не била испорачена и примена во јавното предпријатие. Трето пријавениот како собственик на второ пријавеното правно лице и покрај тоа што знаел дека ги немал доставено и испорачано наведените стоки на јавното предпријатие ИСР Штип, со свој подпис заверил испратници со фактури со невистините содржина, кои на 26 април 2017 и 20 јули минатата година ги доставил до јавното предпријатие, со што го поттикнал прво пријавениот да го стори наведеното кривично дело.
Со ова лицето АБ ја овозможил на фирмата да се стекне со противправна имотна корист во висина од 413.000 денари на штета на јавното предпријатие ИСР Штип. Продолжуваме со другите актуелности. Ловократството го има и на терените за лов во Штипско, но потешко се откриваат ваквите случаи, велат од Штипското ловно здружение Ловец. Законот за бесправен лов предвидел високи парични казни. Инаку изминатава година само еден ловџија заработил прекршочна пријава. Без дозвола на терен со оружје, одстрел на дивеч за време на ловостој. Ловократството е присутно и на терените во Штипско, но случаите потешко се откриваат, како и оние кои бесправно ловат спротивно на законот за лов. Од Штипското ловно здружение не негираат дека има ловократци, но тврдат дека ловочуварската служба е на терен со цел сузбивање на овој вид на криминал. Па секако дека има како појава и ловократството, ние со ловочуварите работиме на тој план да го намалиме. Кога имаме дојава излегуваме на терен, досега немаме успех во тоа, меѓутоа сме под контрола на теренот. Законот предвидува високи парични глоби за криволов. Освен без дозвола, ловџиите може да останат и без ловечко оружје. Казните не се мали, во зависност од тоа со каков дивеч ќе се фати ловокрадецот, изнесуваат и до 6-7 евра и плюс тоа се одзима и оружјето и му се забранува да лови ако е член на ловечко друштво или ако поседува оружје. На терените со кои стопанисува Ловец, ловат околу 500 ловџи, колку што и членови има Штипското ловно здружение. Лани прекршочна пријава заработи ловџија од Штип затекнат со оружје на терен без дозвола и тоа во време на ловостој, односно кога на сила е забраната за одстрел на дивеч. Представници на Штипското здружение на пензионерите денес беа во посета на Здружението на лицата со интелектуална попреченост Порака. Штивениците на Порака по повод великденските празници од пензионерите добија пригодни подароци. Здружението на пензионери Штип денес со хуманитарна посета кај членовите од Здружението Порака на лица со интелектуална попреченост. По повод великденските празници, подароци за сите штитеници. Ние одржаваме стални контакти и тоа се наши стари пријатели. И ќе останат и за воиднина. Поводо еве, ќе ги удостоиме со едно скромен подарок, великденско јајце со корпичка и по еден скромен подарок. Така да ги го величиме денот и да радост биде и у нивната фамилија. Председателката на Порака Лиљана Крстева се надева дека оваа соработка ќе продолжи во иднина. Зацврстува пријателството со пензионерите, голема благодарност до нив. Денеска донеса скромни поклони за нашите членови на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост, за што сме им многу благодарни и јас се надевам дека ова пријателство, како што рече председателот, и натаму ќе продолжи и почесто ќе се среќаваме. Здружението на пензионери Штип во иднина ќе реализира низ за проектни активности токму со штитениците од Порака, а целта е овие лица да бидат вклучени во социјалниот живот. За сите љубители на одбојката. Вечерва во Штип ќе се одигра првенствен одбојкарски надпревар во рамките на Супер женската лига на Македонија помеѓу екипите на УГД Студент и на Јанта Волеј од Скопје. Надпреварот ќе се одигра во спортската сала Јордан Мјалков, а почетокот е во 20 часот. Ги следевте вестите, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Довидување.